Тоа што се случи во тие денови беше една голема солидарност, една голема емпатија, едно големо заедништво. И нешто што го сплоти едноставно, што сплоти самиот град и самата наша мала заедница. Сите го доживеавме тоа затоа што на некој начин сите сме дел од Кочани, се знаеме меѓу себе и го доживеавме и лично. Во тие моменти и како волонтери, и како вработени лица, сите беа несебично вклучени, затоа што на некој начин секој сакаше да даде некој придонес од себе за да помогне во заедницата, затоа што потребите на тие што беа афектирани од самата трагедија беа многу поголеми. Можеби не можевме да направиме многу во тој период, но тоа што го правевме со многу љубов, со многу посветеност и со желба да помогнеме на тие што им треба помош. Тој ден навистина бевме сведоци на една голема човекова трагедија и можам да кажам дека никој не остави така. Сите бевме потресени во тие моменти и се чувствуваше тага на сите што беа присутни, не само вработените и волонтерите, затоа што во болницата имаше присутни и од локалната заедница, сите луѓе кои сакаат да помагаат во тој период. Но сепак, како што кажав, нашата тага не можеше да се мери со тагата и болката која сеќаа самите родители, кои дознаа дека нивните деца веќе не се со нас. И како научена лекција од целата оваа операција се отвори регионалниот центар за ментално здравје во Кочани. Ова е регионален центар и действува под капата на Црвениот крст на Република Северна Македонија, продолжение на регионалниот центар за ментално здравје во Скопје и едноставно самата трагедија наложи овој центар да се отвори и во Кочани. Ние сме овде достапни за целото население, не само од Кочани, туку и за поширокиот регион, со цел да се даде бесплатна, стручна и долгорочна психолошка поддршка за секој што му е потребна. Секако психолошката поддршка е многу потребна, но потребно и да се работи на промоција на менталното здравје. Значи, нашиот регионален центар, освен тоа што работи во самата заедница и дава индивидуална и групна поддршка на афектираното население, работи на други столбови, кои ги имаме, а тоа е и промоција на менталното здравје. Сепак сметам дека во овој дел навистина треба многу да се работи, да се подигне свеста за потребата од психолошка помош, а ние како Црвен крст секако нашите врати се отворени и сме достапни за сите кои имаат потреба и сакаат да добијат таква помош. Кога имаме некоја трагедија каде што немаме голема материјална загуба, но имаме загуба на голем број на човечки животи, во некои вакви ситуации основна е психолошката поддршка на населението и ние како Црвен крст бевме насочени на давање на ваква психолошка поддршка во соработка со комората на психолози уште од самиот старт. Вратите на Црвениот крст беа отворени и за целото население кој имаше потреба за психолошка поддршка, особено за афектираните лица и од семејствата кои имаат загубено некој, но и од повредените лица. Самата трагедија е најголема трагедија во нашата историја, сепак бројките на афектирани млади лица се многу големи и сепак закрепнувањето не е процес што може да се заврши многу брзо, тоа ќе трае и секако самата заедница ќе има потреба од поддршка. Но тоа што сакам да кажам е дека многу луѓе се мобилизираа за да дадат таква нека поддршка на заедницата. Освен Црвен крст, институциите и други организации нудат таква поддршка. Сакаме да кажеме на јавноста дека сме тука, дека сме присутни и дека
тоа што го работиме можеме да помогнеме.